секогаш кога имате слободно време, верувам дека поминуваме низ нашите пријатели да видиме што прават, како прават. Во модерново време многу тешко наоѓаме простор за кафе, греано вино во периодов. Моите пријатели, јас ги нарекувам моето племе. Пријателите се семејството кое го обираме сами, а јас сум обкружена со многу силни жени, без кои навистина не можам да го замислам секојдневието, ниту еден успех, ниту една тага. Тие се тука да го чуваат мојот грб. Многу често го користиме нашето време да размениме како ни поминал денот. Некогаш кога се заедно се дружиме, во периодов на коронава тоа малку ни е отежнато, често знаеме да сготвиме за децата заедно, да направиме некакви рецепти, а денешниот рецепт е на мојата пријателка Радмила. Радмила и јас имаме различен сензибилитет, меѓутоа она што многу не врзува е тоа што многу сакаме здрава храна. Мислам дека и на тоа ниво и се поврзавме и се запознавме, делејќи рецепти, совети, како да се искористи сето она што го имаме на располагање, органски производители, храна и да направиме некакви рецепти кои ќе бидат здрави за нашите деца. Радмила исто така има близнаци како мене, има уште една ќерка и може да замислите, кога сме заедно треба да нахраните 5 деца. Ова е незиниот рецепт кога сме заедно за да нахрани 5 деца, 2 мајки, можеби и повеќе, и јас денеска сакам да го рекреирам. Кој го искористам како основа, она што таа го користи, меѓутоа ќе додадам по нешто плюс и ќе видиме незината реакција дали и се допаѓа. Денеска ќе ви направам лазања, вегетаријанска основа, каде што полнењето ќе биде брокула, малку пченка, малку тиквица, тиквицата јас ја додавам, не знам дали одговара според незе, ќе ни каже. И ќе го зачиниме со бешамел сос и неколку сирења кои ги имаме во Македонија, значи нема да користиме моцарели, нема да користиме пармезан, ќе користиме овчо сирење и крем сирење за да ја направиме лазањата. Даути Комерц ни пратија од убавите дивела лазањи. Многу практични се за користење, бидејќи имаат баш убава дебелина, за да можете да ги потопите, а исто така многу често кога имам тавче кое ми ги собира сите, ги користам и непотопени. Овој пат ќе ги потопам бидејќи нема многу сос во кој тие ќе се варат, значи во еден сат ќе ставите вриена вода и ќе ставите по неколку, само малку да се опуштат. Внимавајте кога ќе ги наместите за да не се залепат, бидејќи тестенините ќе пуштат од сосот, од глутенот кој го имаат во себе и може да се залепат, значи одете слој по слој. Јас ќе ставам сега 4-5 колку што ми треба за тавчето, па потоа ќе додадам уште и така паралелно ќе го креираме рецептот. 5 ќе ги одложам и ќе ги подготвам останатите состојки. Потребно ми е да подготвам бешамел сос. Во бешамелот секогаш се употребува топло млеко. Јас користам денеска мегле млеко со фул масленост, односно 3,2%. И ќе згреам шолја и пол. И да згреете повеќе, направете си после тоа едно убаво кафе. Ќе го згреам млекото и ќе ги подготвам зеленчуците. Значи, додека се грее млекото. Значи, ми треба една мала тиквица. Ќе исечам на четвртинки, бидејќи сакам да биде тенка. Таа е по-неутрална, меѓутоа ќе биде месото внатре во лазањата. Не знам, многу луѓе, веројатно оваа лазања може да ви се допаѓа или да не ви се допаѓа. Јас ве охрабрувам да ја пробате, иако е полна со зелени работи внатре. Мислам дека ќе ви се допадне тоа што сирењастиот дел кој ќе го употребиме има баш богат, убав вкус. Овчето сирење ќе ја збогати лазањата, а зеленчекот нема да го забележите. Ова е исто така прекрасен начин да може на вашите деца да им протнете зеленчуци што не ги сакаат. Ставете нешто што го сакаат во ова, бидејќи сирењето како основа е богато, и внатре додајте си што не сакаат да конзумираат. Скрите го меѓу слоевите на лазањата. И имаме неколку парченца цветови брокула, значи од прилика мислам дека тука имам 300 грама, употребете повеќе ако сакате. Јас многу ја сакам брокулата кога доминира, вие одредете по ваш вкус.
Ќе исечам на помали цветчиња. Тиквицата и брокулата кратко ќе ги бланшираме, тоа значи во врела вода со малку сол, ќе ги пропуштиме 2-3 минути. Значи само да го започнат процесот на готвење, а потоа ќе си го довршат, нели, во лазањата. Ете така, доволна ми е. И ги ставам да заурие вода. Убаво ќе ја засолам, значи баш убав прстофат сол. И кога ќе зоврие водата, кратко го ставаме зеленчукот, само да се бланшира. Ќе го ставам на другата рингла, бидејќи ми е потребна да ја направам бешамел, да бидеме ефикасни. Млекото ни е готово, ќе го ставиме на страна. Ете, гледате, лазањите веќе почнуваат да се омекнуваат, им треба уште малку, уште нека минутка, и почнуваме со правење на бешамелот. Неколку пати сум ви објаснила како се прави бешамелот. Потребно ви е неколку капки брилијант масло на витаминка, за да не ви загори путерот. Само малку. Ставаме мекле путер, убав богат вкус. 2 лажици. Само да се растопи путерот. Бешамелот, мислам дека еднаш ви кажував, дека е најважната состојка во бешамелот е трпението. Че мора трпеливо да му дадете време. Секогаш употребувајте топло млеко, бидејќи ако употребите ладно млеко ќе ви се направат грубчиња. Постојано мешање. Кога го ставате брашното, имате агресивно мешање, затоа убаво да се разлее низ путерот, а потоа кога го додавате млекото, споро, во осмици, полека, со многу трпење. Готов ни е путерот. Ставаме 2 лажици брашно со грубо мешање, значи агресивно мешање. Ставете го брашното, да почнува да се и баш агресивно измешајте, за да се направи убав брашнат крем. Не дозволувајте да загори. Малете ако ви е превисока температурата, само кратко се пропржува. Ете, гледате, баш крем треба да направите и почнувате со додавање на топло млеко. Малку. И секогаш правејќи го кремот. Кремасто, нежно, убаво. Бешамелот во основа е многу блуткав, го исклучувам бидејќи е готов. Многу е блуткав и многу е важно да биде добро засолен и добро да има добра количина на бибер внатре. Прво сол ако го користите за нешто друго. Јас бидејќи го користам за храна или рецепт кој бара бибер, го засолам баш убаво. Ако му фали и грам сол внатре, знае да биде блуткав и да го нема тој ефект. Бидејќи ми е бел и кремаст, и цела лазања сакам да ми биде бела и кремаста, ќе ставам бел бибер на витаминка. Малица. Парченца, само да го разубават, а да не го потамнат. И тоа е тоа. Во него ќе додадеме неколку лажици. Јас имам тука 2 пакувања на крем сирење. Убаво и неутрално. Не користете оние топени сирења што се, бидејќи ќе ви го
направат сосот со конци и нема да може да го користите. И ставам баш дарежливо овче македонско сирење. Нема да го рендам. Ќе го искршам на парченца, бидејќи сакам да бидат изненадување, да има големи парченца, а не да бидат дел од сосот. Еве го тоа чудесно мноштво на сирења. Пакет МК. Секогаш на време ги доставуваат вашите производи. Само да ги земам. Во пакет МК секогаш може да си порачате и производи за домаќинство. Ја секогаш стигаат на време. За мене е многу практичен момент што можам да порачам од дома, посебно во овие услови на корона, кога сакаме да го ограничиме нашето излагување. И ќе го одложиме на страна. Водата е веќе готова. Ќе ја префрлам за да ви покажам. Ја засоливме и зеленчукот оди внатре 2-3 минути. Само да се избланшира, не ви треба да се сготви, само да го започне процесот на готвење. А водата која ќе ја користиме за бланширање на зеленчукот, бидејќи ќе биде ароматизирана од брокулата и од тиквицата, ќе ја искористиме за правење на лазањите. Таа ќе биде течноста наместо сос. Кратко, значи само неколку минути. Кратко ги бланширавме и сега почнуваме со составување на лазањата. Многу луѓе се плашат од лазања, мислат дека се работи за нешто комплицирано, а во суштина е како лего коцки. Си ги правите сите работи кои сакате внатре да ги ставите и слоевите ги редите. Слој лазања, слој, не знам, сирење, сос, што и да е. Значи, за да не се залепи првиот слој, јас ќе ставам малку од водата, скроз малку. И брилијант сончогледова. Веќе се почнати лазањите и ги редите. Доколку знаете каде можам да најдам тавче, кое апсолутно може да ги искористи сите кори од лазањи, без да морам да сечам, лепам и така натаму, ве молам, пишете ни на нашите социјални профили. Тие ќе пораснат, ќе ја зголемат својата димензија, затоа ставете малку простор каде да растат. И полека склопете ја лазањата. Лажица. Она што ни недостасува се пченката. Значи ставаме ред зеленчук, ред пченка, малку сирење, слој лазања. Ред зеленчук, ред пченка, малку сирење, слој лазања. Така. Не се грижете ако дел од водата заврши во лазањите, таа ќе послужи за да ги сготви лазањите, корите од лазање. И неколку топки од нашето сирење. Баш рустично. Како ви дојде? Да. Ако останат долго во водата, може да ви се залепат.
Само ви треба да се започне процесот на мекнење. Така. И продолжуваме со останатите слоеви. И последниот слој. Малку ќе додадам, скроз малку, значи многу малку вода од таа во која варев. Ги варев зеленчуците. Ставаме фолија. И оди во рерна на 200 степени 40 минути. Додека нашата лазања се пече, кажавме 40 минути, делува долго, меѓутоа го искористете го времето, повикајте некој од пријателите, разговарајте. Јас ја викнав Радмила за да видиме дали мојата лазања е подобра од нејзината или иста, или можам нешто да сменам, додадам или изменам. А додека дојде, јас ќе ви подготвам еден, не знам дали можам да го наречам рецепт, но ќе ви подготвам лате од тиква. Тиквата ја имаме цела есен, цела зима, има прекрасен мирис, прекрасен вкус. Некако мислам дека ја имаме по ценето, ја користиме печена во десерт можеби, но јас ќе ја ставам во кафе. Ќе направам 2 убави латиња за мене и за Радмила, а се надевам дека и вие ќе пробате дома и ќе ни кажете што мислите за тоа. За да го направиме ова лате, потребно ни е млеко мегле со 3,2 масленост. Ќе го стоплиме, ни требаат околу чаша и половина, значи тоа ќе биде основата на латето. И ни треба варена тиква. Јас имам секогаш варена тиква во фрижидер, бидејќи пирето од тиквата го користам во најразлични рецепти. Тука имам отприлика неколку лаџици, само да ја исцедам. Отприлика 200 грама, или 100 можеби имам тука. Кога ќе ја згмечам, ќе добијам по 2 лажици за во секоја шолја. Убаво изгмечете, кога е убаво сварена, еве гледате, апсолутно лесно се гмечи. Значи ја гмечите тиквата, натре ставаме една ванила, екстракт од ванила. Ми треба тој убав мирис на ванила на благо. Завршено. Тука имам нарендан ѓумбир. Ако имате во прав, користете во прав. Ѓумбирот е прав подарок во зимските денови, ја збогатува, ја подобрува циркулацијата, ги подобрува вкусот на јадењето, има луд вкус, малку киселкаст, во комбинација со тиква и ванила е прекрасен. И имам една лажица шекер, иако мојата тиква беше доста блага. Не сакаме да имаме блуткава лате. И вака изгледа. Направив френч пресо, значи имаме едно вака убаво садче, доколку немате направете друго кафе, јако убаво кафе, не знам дали турското ќе функционира, затоа што ќе ги имате оние нели мали топчиња внатре што се од турското кафе, меѓутоа направете било кое не остава талог. Јас направив френч пресо со еспресо, убаво јако е еспресо и полека ќе почнам да ги составувам, да го составувам латето. Ќе ставам од количината која ја изгмечив по 2-3 лажици. Ете, поточно 3. Млекото ни е готово. Ставаме по... Отприлика оставате 1/3 од шолјата
и ги промешам да се соединат. Мирисаат перфектно. Ете така. И на крајот ставаме добра, јака, убаво, добро, јако направено еспресо, подготвено од напред. Јас ке ставам по една количина за двете, по една чашка мала. Меглев шлак. И нема добар рецепт без витаминка. Ке ставиме какао на витаминка, за да го разубави целиот рецепт. Тоа беше кафето и мислам дека мојата лазања е готова. Убава бела лазања. Изгледа башествено, исто толку добро мириса. Денес ви подготвив лазања по рецепт на Радмила. Ние најчесто, кога се дружиме, сме заедно, обкружени со многу деца, со многу викања мамо, 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 а денес ке уживаме сами. За изненадување и подготвив од мојата лада од тиква и незиниот рецепт лазања. Ја очекувам секој момент да стигне и да видиме што има да каже за моите измени кои ги примени во незиниот рецепт. Вие пишете ни ваши рецепти, следете на нашите социјални медиуми, пишете ни што мислите, дајте ни некој рецепт кој сакате да го видите во нашата емисија, а ние се гледаме веќе во следната епизода на Готвиме со Маја.